На секои избори, па и на овие, нема изненадувања. Ветувања најчесто празни. Така и личат оние на претендентите за круната на овие избори. Без грижа на совест, со оглед дека индиректно или директно се проектанти на скопската фавела. Тие влечкаат некакви светски архитекти, кои демек ќе го решиле тој хаос. Иако здравиот разум тврди дека таму ниту два Коперфилда не би биле од помош. Некој ветува ќе го направиме чаир Менхетен. Мислам, тоа може само Морон да го прифати и да го голте. Работата е утната одамна. Тоа за изненадување го признаваат дури и оние кои по својот политички хабитус би требало да изразуваат презирање и да го фалат комунизмот. Изгледа дека не само во доменот на неговата експертиза, туку и во други области, сепак е најважно тоа што е заборавено. Знаењето. Тогаш, веројатно, биле ангажирани најумните луѓе, биле ангажирани професори кои што испитале што, каде и како треба тоа да функционира. И тоа говорам само во Македонија, туку во низ цела Југославија тоа било така. И помалку повеќе ние не треба некоја топла вода да измислуваме, Љупчо. За топла вода треба бойлер и тој да работи. А на Скопје баш тоа му фалеш. Не само што не се вклучи, туку и покрај мајка, која не се грижеше ниту како Макеа, столицата, 4 години е како небањато сираче. А таа била мртва ладна. Он ќе ја праша градоначалничката, а сите сме врзани на WhatsApp, кога ви одговара во следните 2 недели да имате, кажете датум. Она нема да му одговори, еднаш само му одговори во сабота во 19 часот, во сабота. Значи, она си играше со нас како советници. Изгледа дека сите што биле на таа функција, освен огромни дози на суета, имаат мали и кратки споеви. Оти не звучи баш здраво и невино. Отпорот кој го имаат кон туѓо мислење. Колку и да тоа, во дадената ситуација и не е баш релевантно. Градоначалник на Скопје. Најдобар до сега кој биле? Според мене Коце Трајановски. Ке бидам Јас кажав вака. субјективен. Добро, може ли да кажам зошто? Субјективен ти си налудничаво заебан. Извини, брат. Нема потреба од извинување, бидејќи дури и самите учесници во политичките процеси кои по службена должност партиципирале во креирањето на амбиентот и културата, во согласност со позицијата. Дипломатски бираат зборови кога сакаат да објаснат како актуелните функционери може да се повлечат од меѓународните договори и за почеток, за 5 минути да го вратат името. Соединените американски држави го потпиша договорот за климатските промени во Париз, ниво на председател. Се повлекува договор. Го потпиша договорот за нуклеарната енергија на Иран. Се повлекува договор. Ама тоа се Соединените американски држави. Ама чекајте сега, тоа се политичари. Ако нашите политичари се да извините мочковци, извините на израз, тогаш нормално, а тие се херои, потогаш ќе не газат. И на крајот, кога навистина е потребно подсетување. Колку сето ова шоу вреди? На 8-те поред локални избори, само подсетување, државава или буџетот ќе го чинат околу 10 милиони евра. Нема скапа демократија, Љубиш. Нема ефтина. Се друго, нема скапа демократија, не е скапо тоа. Тоа сакам да ви кажам. Замислете да не можеме да бираме. Тоа ќе не кошта многу поскапо. Да. Имајќи ја предвид незината суштина, демократијата навистина не може да е ефтина. Ама чини навистина многу, ако и после толку години. Таа и натаму е само скапа играчка во рацете на зихераши и епизодни популисти.